затоа што овие луѓе едноставно имаат по 2, 3, 5 долари плата. Значи, кој може да преживее? Мислам, јас со транспортот до тука платив толку за да стигнам за денешниот подкаст, а некој живее цела недела, цел месец со тие средства. Значи, секогаш кога некоја цена е пре ефтина, некој во синџирот страдал. А не страда газдата на таа фирма. Ејдженам, значи, за време на моите студии во Италија, пред 12 години, 13 си имам купувано работи, што и ден денес ги носам. А да си купам сега нешто, верувам дека одма ќе се распадна. Значи, истото е и со зарад. Едноставно квалитетот се менува за тој брз начин на живење, да треба да си купиш одма ново и да го фрлиш, едноставно да не ти се исплати да го поправиш. Исто и со производите за домаќинство. Иако и тука сега ќе има одредени регулации каде што ќе мора производителот да ти даде опција да го поправиш производот. Да. Здраво, јас сум Катерина Илиовска, едната половина на Yes for Less, која ќе го води овој подкаст. Откако започнавме со нашата идеја, пред околу 3 години, ја оформивме нашата екозаедница и мрежа на 40 на зелени бизниси, запознавме многу луѓе кои секојдневно не мотивираат со она што го прават. Темите поврзани со заштита на животната средина најчесто се прикажани како црни, темни и кај многумина од нас предизвикуваат анксиозност и страв. Со овој подкаст сакаме да ви ги доближиме токму оние спротивните, инспиративни приказни на личности кои нашле свој уникатен начин да дадат придонес за одржливиот развој во нашата земја. Неизмерно сме благодарни на нашиот главен спонзор ProCredit банка, кој прв го препозна потенцијалот во овој проект и потребата да се зборува повеќе на овие теми. Заедно со нашите други поддржувачи, Sunnylands и Пакомак, тие директно придонесуваат за подигнување на еколошката свест кај нас, како и за поттикнување и развој на зелената економија во нашата држава. Кликнете subscribe на нашиот канал за да сте во тек со наредните епизоди. Дали твојата банка го гледа светот на ист начин како и ти? На мојата банка и е важна природата, а и мене исто така. Сака и сонце. Многу сонце. За мојата банка секој почеток е важен. Заедно одиме напред. Веруваме дека тоа што го правиме сега треба да биде добро и за иднината. И наместо да трошиме веднаш и повеќе, да планираме мудро и долгорочно. Со мојата банка 20 години го гледаме светот на ист начин. ProCredit банка. Пример за одговорност. Не можеме да зборуваме за одржлива мода во нашата земја без да го спомнеме нејзиното име. Освен бројни успеси во последниве 12 години, оваа македонска модна дизајнерка неодамна беше поканета да се представи на експото во Доха, Катар, каде што ја доби наградата Best Sustainable Fashion Award. Ирина, здраво! Најпрво, фала ти што одвои време да гостуваш во нашиот подкаст насред испитна сесија. Јас тоа го дознав дека повторно студираш кога те контактирав пред некое време и морам ти кажам дека превозбудена сум за епизодава, затоа што има многу причини, меѓутоа еве една да спомнам. На Инстаграм нонстоп ни пишуваат луѓе со прашања од типот на каде можам да рециклирам или да донирам облека во Македонија. И знаеме јас и ти дека одговорот не е многу едноставен и секогаш сме као чекај леле што да вратиме дали краткиот или долгиот одговор, бидејќи сакаме да едуцираме. И баш уште тогаш мислевме леле кога ќе имаме шанса некогаш да зборуваме со Ирина подолго на темава, ќе ми ја праќаме онака епизодата со линк, па видете си што како. А меѓутоа ќе покриеме и други теми од областа на одржливата мода. Најпрвин благодарам за поканата и често да бидам меѓу првите гости на вашиот подкаст. Ви посакувам многу голем успех, многу слушатели и многу луѓе кои ќе ги мотивирате да почнат одржливо да живеат. Да, или да променат барем нешто. Да променат нешто ситно. Доволно е тоа за почеток. Да. Ти веќе имаш едни мастер студии позади себе во Фиренца, Италија.
И ова се твоите втори мастер студии, што се на еден факултет тука. И јас кога слушнав, навистина се изненадив, затоа што не очекував и нели многу луѓе би рекле нели дека си етаблирана веќе дизајнерка, па од каде сега ти текна втор мастер, па дури и во Македонија, затоа што нели знаеме какво ни е образованиево, обично ако некој оди да се дообразува, особено после прв мастер оди во странство, меѓутоа ти го правиш тоа тука. Што те натера да запишеш втор мастер и зашто всушност се работи? Никој не ме натера, сама си решив, се случи многу спонтано. Некако веќе, како повеќе навлегува во одржливоста, циркуларната економија, како повеќе ме интересираше, сватив дека и голем дел од работите, па и не ги разбирам, затоа што едноставно не сум го учела тоа. И случајно, не знам, најдов на тоа дека на Southeast European University, односно ШТУЛ, ги има овие студии, што се првите студии од ваков тип во нашата земја, ја разгледав програмата и некако оставив, ајде да видиме, не знам дали ќе успеам да го изменаџирам и со работата, сепак едно е кога студираш на 20 години кога си слободен, друго е 10 години подоцна кога студираш, кога имаш и други обврски. Но во меѓувреме многу беше интересно дека ми сконтактира UNDP да почнам да соработувам со нив како консултант на делот за зелени бизниси, да им помогнам како да прават стратегии, да се насочат натака. И си реков, па добро, чим некој како UNDP ме препознава како вакво нешто, може стварно е време уште потемелно и подлабоко да навлезам во таа тема и буквално следниот ден ги собрав документите и се пријавив на програмата. Браво за подвигот. Што поточно учиш таму? Нели, одржливост е една огромна тема. Дали е концентрирано повеќе на мода, што е твојот домен, или нешто друго, бизнис, економија? Програмата е всушност зелена економија и одржлив развој. Баш ја учиме на зелена страна на економијата. Јас како модна дизајнерка немам економско образование. Се што сум правела во мојот бизнис било од тоа дека во тој случај момент сум сметала дека така треба, никој не ме учел. Нити па мојата фамилија се економисти за да ми кажат и се сум правела буквално спонтано и овие студии ми дојдоа буквално како одлично дополнување на сите тие некои дупки кои ги имам, затоа што па и модното образование е многу посветено на креативниот дел, не на бизнис делот. А двете одат заедно, мора. Всушност бизнис делот е 90% од твојот бизнис, од твојата фирма. Ако не знаеш како да го продадеш, може да биде и најдобрата и најоткачената и нај колекција, а да ти седи на закачалка. Значи сепак треба да знаеш како да покажеш таа приказна. Студиите се многу интересни, групата ни е интернационална, значи имам колеги од Пакистан, од Таџикистан, од Косово и многу е убаво дека си споделувам искуства, различни гледишта, професорите се навистина феноменални, мислам, не е ова платена реклама, од срце го кажувам. Сите се експерти во своите полења, сите не мотивираат и навистина ми е огромно задоволство што сум дел од втората, мислам, генерација на оваа програма. Да, јас сум многу среќна што постои ваква програма, затоа што јас исто студирав неорганско инженерство и заштита на животна средина и повеќе бев заинтересирана за тој вториот дел, меѓутоа имаше повеќе од првиот дел и потоа заминав на мастер студии во странство, баш затоа што тука немаше нешто такво поврзано со одржливост, меѓутоа еве од оваа гледна точка можеби би останала доколку имаше нешто тогаш, така што супер и за сите гледачи. Мислам, дури ние што пратиме се што се случува во оваа област, не знаевме дека има ваква мастер програма. Така што фала ти на споделувањето. И дали можеби имаш нешто да извоиш конкретно што го имаш научено до сега во мастер програмата, еве за бизнис или економија, што не си го знаела до сега, или може да би што те просветливо. Може би си го правела, ама не си го видела теоретски. Јас сум на 2-годишната програма, значи има 1-годишна програма и баш вчера после полагање разговаравме со колегите што на тој предмет сме и со 1-годишните. Колку всушност има огромна разлика кај нас по 3 завршени семестри, колку еве јас што се сметам за човек што сепак имал големо познавање од темата, а сега навлегувам многу подлабоко, колку всушност и моите гледишта си имаат сменато и колку многу повеќе ги разбирам работите.
Многу беше смешно во првиот семестар, по еден предмет професорот не беше навистина фантастичен. Тогаш работев некој проект кај што патував по градови, значи буквално нема време за ништо, едва одев на часови. Знам дека плаќав хотел во Тетово за да спијам, че нема време да се вратам во Скопје. И за дека таму ни се часовите на тој кампус. И знам дека сама се пријавив да правам проект за мали хидроцентрали. И имав само буквално 1 сат во денот да пред спиење да одвојам за да читам case study за тоа и буквално си се фатив самата себе. Леле, некој да ми кажеш у животов дека јас ќе читам за мали хидроцентрали тоа сама, значи нити некој ми наметнал, нити значи буквално нака сама ме интересираше и ќе се пријавам да правам проект на таа тема. Мислам немаше да верувам, ама многу ми беше интересно, значи и самата љубов на професорите кога ќе ти ја доближат нека одредена тема. Да, и тебе ти се зголемува интересот и си викаш чекај, што да видам што има повеќе да искористам. Да, и сама истражував на таа тема. Сам не е само тоа, има тука и многу други. Иако на пример сега во третиот семестар голем дел од проектите кои ги работиме, јас секогаш се ги врзувам некако директно или индиректно со текстилната и модната индустрија. Правевме истражување за ESG кај текстилните фабрики во Македонија, сега си правам личен ресерч за upcycling, што понатака ќе ми биде дел од завршната теза. Да, баш ќе позборуваме. Да, ќе зборуваме и за тоа, ама буквално гледам се што го знам веќе и претходно, да навлезам уште подлабоко, да пробам да го разберам ете и од некој друг агол, да, не само креативниот дел, и да ми биде од бенефит не само на мене, туку и тие проекти кои ги работиме да останат нешто, да направат некои промени, затоа што за жал и на тие теми многу малку има достапна литература кај нас. Дефинитивно. Кога прв пат се сретна со терминот одржлива мода и како се вплетка во тој цел свет? Па и тоа беше искрено спонтано, значи јас уште од почетоците секогаш многу внимавав на материјалите, сакав да се практични, сакав да се убави на кожата, да се природни материјали. Многу ми беше тешко пред 12 години кај нас да најдам соодветни природни материјали и некако како повеќе обрнав внимание на тоа, полека почнав да дознавам всушност одржливоста, што тоа беше концепт што почна и тогаш некаде да се појавува. И некако всушност се дојде спонтано. И потоа со секоја колекција почна ми станува предизвик, ама ајде да пробаме некој нов материјал, па дознав за сертификатите што значат, па мислам читав повеќе за тоа, па почнав да внимавам материјалите кои ги нарачувам да бидат со одредени сертификати. И така некако се надградуваше едно со друго. Никој не е седнал некој ден да ме учи за одржливост или јас да кажам јас од денес ќе бидам дизајнер што работи одржливо. Значи некако се дојде. Да, сега тоа се случува затоа што е многу актуелна тема, поголема свест има и да, добро, ама на крајниот купувач е тој што треба да пресуди на некој начин дали тој дизајнер, дали тој бренд навистина е одржлив или сето тоа е greenwashing. Значи тоа е тој што треба да пресече, значи и колку темелно ќе се вклучи тој во наблюдувањето на тој бренд или дизајнер. И зависи од од брендовите како ќе го прикажат тоа, затоа што може да биде многу транспарентно и ти со еден клик на веб страна да откриеш се што сакаш или па да треба да копаш информации. Па добро, сега со новите законски регулативи, значи во Европската унија овој дел многу ќе се стегнува и веќе но ќе треба сите, значи тие што не работат еколошки да почнат да работат еколошки. Значи веќе ќе станува примарно нешто. Нема веќе ќе се гледа да се најдат начини како да се регулира greenwashing, нема лепење етикети, нема купување било какви сертификати, затоа што па иронијата е дека најголемите брендови може да си ги дозволат тие сертификати затоа што се навистина многу скапи, а младите, помалите, младите дизајнери едноставно не можат финансиски да си ги дозволат, а тие па работат навистина одржливо. Да, комплицирана тема и баш тоа со пари се купуваат. Да, тоа што го пробуваме со Јесфрлесе, затоа што македонски што се помали бизниси или иницијативи немаат средства да платат некој светски сертификат, меѓутоа ние сакаме да помогнеме во тоа да ги обелодениме информациите. Да, кај нас има сега некој одреден сертификат од Министерството за економија, ама и тоа е нешто се уште зачаток, значи полека ќе. Користиш природни материјали,
во твоите дизајни и финални производи. А знаеме и јас и ти дека синтетичките материјали направија бум и буквално може да се изимитира секаков материјал, значи од крзно до свила до се. Па дали би рекла дека тоа ограничување дека ете си решила да користиш само природни материјали или текстилни остатоци или слично, те мотивира или те ограничува, па се осеќаш како чекај ова сега е потешко затоа што ги немам сите опции на светот? Добро, има сега веќе се повеќе нови материјали. Јас не користам само природни, мислам главниот фокус ми е природни материјали, ама некогаш за жал во некое палто мора да ставиш поставот полиестер, затоа што ако ставиш од природен материјал, тоа ќе електризира. Значи, и тоа е една дискусија што секогаш ја имам со моите соработници, ајде да најдеме некој материјал внатре да е како што треба, ама едноставно тоа е изборот за сега. Има многу нови материјали кои не ни се па и се уште достапни, зборам на нас помалите дизајнери, помалите фирми и едноставно или не се достапни ни во нашата земја да можам да ги донесам или да купам мала количина. Ограничува некогаш, ама па јас искрено многу сакам предизвици. Тоа ми е уште поголем предизвик. Следната колекција пробам да најдам некој подобар, некој поинтересен, некој нов. Ја видам дека некој материјал е нов и можам да го нарачам. Веднаш го нарачам, независно дали ќе го искористам за следната колекција. Да. Со него. Во минатава, сам во последнава колекција имав материјал што беше исто нов еколошки материјал, што е всушност купро со ековискоза. Прв пат работев ековискоза, што вискозата исто не е добар материјал. Што значи ековискоза? Начинот на кој што е добиена е еколошки. И материјалот е навистина прекрасен. И прв пат јас работев, и моите сработнички прв пат работеа со тој материјал. И мислам дека темата е комплексна затоа што не дека треба комплетно да се оттарасиме од пластиката и синтетичките материјали. Ќе зборуваме и подоцна за тоа, нели дека доколку се носи подолго време не е крај на светот. Пак тоа е предност некоја што ете, мислам, револуција за материјалите и доколку се користи во одредени дози, нели како што треба и трае парчето, не е... Треба да внимаваме. Еве пред некој време баш шетав и забележав дека се потешко кај нас се наоѓа пижами што се 100% памук. Значи ние зборувам сепак за пижами што убаво изгледаат. Значи како и баш си размислувам како луѓе го купуваат пижами, нешто што спиеш во него, што мора да биде 100% памук, да се чувствуваш убаво. Да, и се потиш, нели? Да, ноќно време се случува, да, ќе сонуваш некој кошмар, ќе се испотиш. Значи особено за пижамите, вешот, значи тие се одредени. Еве, ако си научен и не ти смета на кожата да носиш кошула што се мешавина или што се 100% полиестер, тоа е твое. Не ти се мешам во твоите одлуки. Ама за одредени вакви работи навистина не можам да разберам. Да, мислам дека некогаш осеќаме дека нешто ни смета, меѓутоа не сме ни свесни. Јас еве неколку лета поред приметувам, пример во најжешките денови сега 40 степени, отварам плакар и гледам дека окото односно чувството ми е дека тие неколку парчиња ги бирам и после во еден момент сватив дека чекај, овие се парчиња од природни материјали. И јас сакам да ги носам затоа што во нив, во најжешки денови се чувствувам најубаво. А нели луѓето што не се заинтересирани за овие теми или можеби немаат толкаво знаење, воопшто не ни помислуваат на тој момент, него ете имаат некакво чувство дека ова ми прија подобро, меѓутоа не знам зошто, ама кога ќе сваќаш дека баш тие парчиња што се направени од вештачки материјали, нели, не ти дозволуваат кожата да особено мислам синтетиката, чистата синтетика кога е 100%, 90-100% е многу лоша за нашето тело. Значи, едноставно се потеши, потат се задржува во телото. Се седи на тебе. А да не зборуваме и дека потеклото всушност дека тоа се фосилни горива и дека е буквално кога да се седиш на бензинска и си замачкал и си продолжил. Буквално. Да. Пред некое време видов една објава на Инстаграм многу интересна и беше за нели зошто бедуините или луѓе што живеат во пустина се целосно облечени затоа што нели кога е топло нас ни доаѓа чекај да се разголам најмногу што можам.
И всушност многу интересно ако размислиме за улогата на облеката порано, дека имала улога облеката, не само, мислам, денес е многу, нели, мода и себе изразување и тоа е супер. Меѓутоа, најпрво облеката луѓето ја носеле за да се затоплат, за да се оладат, нели, затоа што порано немало креми за сончање, уствари со облеката се заштитувале, меѓутоа читав дека и тие што се, нели, ленени материјали, кошули, такви лелеави, не знам како да ги наречам, лепршави, уствари како што воздухот струи, ако има малце ветре, дека по ладно ќе ти биде, доколку имаш такво парче, отколку ако си цел гол, пример. И тоа е многу интересно. Така. Па и арапските земји, они носат, нели, бели они носат долги. Сега кога веќе почнавме да зборуваме, нели, за природни и синтетички материјали, дали знаеш малце за историјата на синтетичките материјали, односно конкретно кога и зошто овие материјали толку се пробија во целата текстилна индустрија? Па исто и ко пластиката, ефтини се. Многу е поевтино да произведеш материјал, зборам за големи количини синтетика, отколку да произведеш памук. Памукот треба да расте, треба луѓе да го берат, треба, значи, процесот на крајот на денот и кој што спомнавме претходно се е околу парите. Доставно е многу ефтино. Тоа се започнува всушност од најлонските хулахопки. Тие биле првиот производ што... Да, тие се појавуваат во Втората светска војна затоа што нема доволно материјали, сите материјали се користат за војниците, за сите воената опрема и секаде што има потреба од материјали, едноставно тука женската облека почнува да се крати. Мислам, се има сите работи што се случуваат во модата, има зашто се случуваат. Никогаш не било затоа што еднаш на некој дизајнер станал и така текнало, чекај се свила од нафта, сакам да произведам. Да, и го направил тоа. Значи сите работи во модната индустрија, во модната историја сите се случувале заради некоја причина. И затоа всушност се појавиле најлонските хулахопки, после доаѓаат мини сукничките, значи се има зашто се случува и потоа всушност ја усовршиле техниката, почнуваат материјалите синтетички да се произведуваат, сваќаат дека се многу поевтини и затоа еве особено последниве 2 години може да забележиме и по мас брендовите дека се помалку ги имаат линиите од чист памук. Затоа што и цената на памукот расте, затоа што потребни се многу повеќе луѓе за да се произведе тој материјал. И веќе и голем дел од блузоните што сите ги носиме, и маичките, обичните тишерт маички, како да е памучно. Сите се веќе мешавина на памук. Мислам тоа исто и со клиенти го имам дискутирано за блузони, као 600 денари се блузоните, викам да, 600 денари може да бидат, ама дали сте погледнале етикетата? За да бидат 600 денари, 500 денари, 400, колку и да е, не може да бидат 100% памук во денешно време. Тоа ми беше и пред 4-5 години. Наредното прашање. Нели, кога знаеме дека материјалите се ефтини, меѓутоа пак кога ќе го видиш парчето, пример, не знам, произведено е во Непал или Бангладеш или Индија и некој го дизајнирал во Шпанија, значи треба да се плати дизајнер, треба да се плати тој што го сошил парчето, треба да се плати шипинг, треба да се плати маркетинг на компаниите и доаѓаме на моментот, нели, како ова парче може да има цена од 500 или 1000 денари. Моето прашање е кој ја плаќа цената, нели? Мора некој да страда во целиот тој синџир на снабдување. Па најчесто страдаат работниците во фабриките. Тоа го гледаме и во нашите фабрики, иако сепак ние сме многу понапред во тој поглед на човекови права од Бангладеш, Непал и некои Камбоџа и некои други земји. Иако Бангладеш има веќе многу интересни зелени фабрики, дека правев и за тоа проект на факултет, па баш го истражував, што се навистина сертифицирани и секако што треба, но има и фабрики каде што еве баш и во и периодов има многу повици и нонстоп се потпишуваат различни петиции дека сум член на такви некои групи, па секаде се потпишувам. Толку можам да направам од тука, затоа што овие луѓе едноставно имаат по 2, 3, 5 долари плата. Значи, кој може да преживее? Мислам, јас со транспортот до тука платив толку за да стигнам за денешниот подкаст, а некој живее цела недела, цел месец со тие средства. Значи, секогаш кога некоја цена е пре ефтина, некој во синџирот страдал, а не страда газдата на таа фирма.
Да. Токму тоа што сакав да го извлечам. Дали знаеш нешто за историјата на брзата мода, односно немам читано многу, имам читано многу за брза мода, меѓутоа не за историјата, како настанал тој термин, дали има одреден кривец, да речеме. Искрено за терминот не знам како настанал, ама всушност е за начинот на производство. Затоа што голем дел од фабриките, зашто ние дизајнерите тука во Македонија не работиме со локалните фабрики, затоа што сите бараат количина. А ние работиме прилично мало, ние сме slow fashion дизајнери, голем дел од нас. Квалитет пред квантитет. А фабриките најисплатливо им ако ти нарачаш големи количини. За да нарачаш големи количини, нормално треба да имаш пазар каде што ќе ги пласираш ти. Јас не можам да нарачам сега 1000 палта некоја фабрика да ми ги суши, ако јас немам тие палта каде да ги продадам. Да. Нашиот пазар едноставно е многу мал. И со сето ова, значи пак е се околу пари. Ако се иде на многу големо, за да ти требаат многу повеќе количини, за да ти биде цената многу поевтина, кога количината е поголема, нормално цената е многу помала за производство, се нарачува на многу големо и потоа се продава, но едноставно сега има премногу производи на пазарот, па имаме случаи од пред неколку години каде што фатија големи брендови дека всушност потоа непродадената роба ја палат затоа што не сака да заврши. Да. Тоа не само брендови како Zara, Bershka, туку и Gucci, и светски брендови, светски големи брендови, дизајнерски брендови. Тоа се забрани, ама сега па има проблем каде да одат тие работи. Значи едноставно треба да се намали тој цел начин на производство. Не само модната индустрија, буквално за се. Значи за се треба да дојде на некоја скалило помало. Ама тоа значи помалку пари. Да. Баш сега ми текна дека за проблемов со големиве брендови, читав, имаше цела дискусија, мислам дека беше за овие Burberry. Да. Тој бренд, дека луѓето се прашуваат, пример прават колекција со 1000 парчиња и сега се продаваат само 500, што ќе прават зашто не ги симнат цените. Меѓутоа ако ги симнат цените, тогаш се губи ексклузивитетот и тогаш пропаѓа целата идеја на големи, фенси, луксузни брендови. И некако се многу исковрзано. Да, од таму, значи од големите брендови одат во аутлети. Од аутлети потоа одат на друго место, таму се случува да дојдат и кај нас, имаме и ние продавници кои што продаваат постари колекции, значи тоа не се секонд хенд облеки, туку се постари колекции од брендови. Јас памтам пред во City Mall прв пат се отворија Zara, Bershka, сите тие брендови. Имам братучетка од Кичево, што исто е дизајнерка, она имаше бутик и баш таму продаваше облека на сите овие брендови. Значи пред тие да постојат, ја нака гледаш етикетата, ама гледаш дека не е старо парче, скрос е ново. Да. Тоа е нова, од претходна колекција, затоа што исто и просторот каде би се чувале тие облеки е скап. Значи мора да се исчисти зашто доаѓа нова колекција. И они го препродаваат во големи контейнери на други компании кои тие го купуваат, го продаваат, па потоа тука ако не се продаде се пакува и оди во трет свет, земјиот трет свет. Значи цело време тие облеки се тука некаде. Ако ние не ги гледаме, не значи дека не се тука. Не се тука. Исто тоа освен ако не се изгорат на освен ако не ги изгориш. Ама ете, тоа се забрани. Веќе го нема. Начално го нема, законски не е дозволено, во Европската унија, Ама значи цело време циркулира некаде. Ги имаме и на социјалните мрежи се вртеа фотографии и видеа за сите тие пустини во Чиле и на различни локации што се полни со облека. Значи мора таа облека некаде да заврши, мора да има некој крај, мислам како и се во животот. Има почеток и има крај. А ти едноставно нема крај што произведаш цело време ново. Да, исто прочитав, мислам дека многу од гледачите наверојатно не знаат и за мене беше изненадување кога го прочитав дека всушност најпознативе брендови на брза мода, значи Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear се една иста фирма. Inditex. Inditex. Исто Massimo Dutti, што не е баш бренд за брза Massimo Dutti е level up над нив. Меѓутоа се го регулира една фирма и буквално може да прави што сака на пазарот. Значи дури некако се поделени, концептот е ист на таа брза мода, меѓутоа пример Bershka е повеќе за тинејџерки, Zara е по различна таргет група си. Да, различна таргет група, меѓутоа бизнис моделот е ист.
Исто така прочитав дека зборот, односно концептот брза мода дошол од идејата на Зара да произведат едно парче облека за 2 недели од дизајн до Тоа е пуштање брзината и количината. И нели се мислам идејата е се брзо да се менува, меѓутоа тоа што викаш дека не гледаме што се случува, нели доаѓа ново, меѓутоа старото што не се продало. Не, тоа мора да има некаков всушност крај. оди. Нешто мора да го направиш. Да. Сега сакав да те прашам малце контра на ова, нели имаме брендови за брза мода што продаваат ефтини парчиња и од друга страна имаме познати етаблирани брендови како на пример не знам Levi's, Dr. Martens, дека носиш мартинки денес и овие брендови важат за квалитетни бидејќи имаат одредена традиција и во минатото на вистина биле квалитетни. Баш читав за Dr. Martens дека нели кога почнале се произведуваат, се произведувале во Англија и траеле по 20-30 години, значи замисли си да носиш еден пар обувки 20 години да не се распадне. И во 2013 мислам, Dr. Martens биле купени од нов газда, односно инвеститорска компанија и CEO-то на Vans е сега CEO на Dr. Martens и ја аутсорснале целото производство го аутсорснале во Виетнам. И баш имаше нешто напишано What we have now is Vietnam quality stamped made in England all over it. Всушност они се уште го имаат задржано тоа дека се произведени во Англија, меѓутоа квалитетот е многу полош. Да, тоа се случува со сите производи, мислам, сите одат во трет свет, не само ради ефтината работна рака, ама едноставно и веќе луѓето во европските земји не сакаат да работат такви работи. Да. Едноставно немаш доволно работна сила, тоа што се случува и кај нас, немаш доволно работна сила и одиш аутсорсинг во трети земји. Да, тоа тука се и одредени правила и регулации, значи за емисиите на стакленички гасови, значи јаглерот, тука и тоа исто влегува зашто си имаат сите овие компании префрлено во земјите од трет свет. Дали познаваш други брендови вака што ете порано важеле за како символ за квалитет, меѓутоа сега се скрос нешто друго и можеби луѓето не го сваќаат затоа што не знаеле како биле претходно. Не знам за Levi's пример да. Па мислам дека може тоа дури за Zara да го кажеме, производите од Zara порано или H&M, значи за време на моите студии во Италија пред 12 години, 13 си имам купувано работи што и ден денес ги носам. А да си купам сега нешто, верувам дека одма ќе се распадне. Значи истото е и со Zara. Едноставно квалитетот се менува за тој брз начин на живење, да треба да си купиш одма ново и да го фрлиш, едноставно да не ти се исплати да го поправиш. Исто и со производите за домаќинство. Иако и тука сега ќе има одредени регулации каде што ќе мора производителот да ти даде опција да го поправиш производот. Да, мора да се регулира се со закони, не може се да се става на купувачот затоа што тоа што викаш едноставно и во електроника, пример, еве iPhone да земеме, не може да смениш батеријата, дури да сакаш, мора нов iPhone, меѓутоа сега не знам дали го имаат воведено се уште, сакаат да воведат како нов бизнис модел, ти да го ренташ iPhone-от и после да им го враќаш и они скористуваат делови што ете пак доаѓаат тие некои промени, меѓутоа да, iPhone лично ги сакам иако сум корисник. Заради овој момент неодамна баш земав понова генерација на телефони, го споредувам со стариот исто iPhone. Гледам дека се буквално иста големина и сикам еј супер истите маски ќе си ги користам. Не, копчињата се поместени. Значи за намерно да купам нови маски. Зашто да купам нови маски? Зашто сте ги поместиле копчињата? Значи, тие се некои моменти што те нервираат, али во моментов навикната сум на тој производ и не можам да се откажам, ама долго се работи за нешто поневажно, веднаш такви некои работи ќе ме направат да се откажам и да одберам друг. Да, алтернатива, да. Пак на крај доаѓаш до некој ниво на свесност и гледаш што алтернативи имаш, меѓутоа некогаш бенефитите се поголеми од тоа нешто ќе го загубиш и не може да бидеме совршени. За природните материјали нели се разградуваат под одредени услови, пример една
едно парче облека од памук направено, од неколку недели до неколку месеци ќе се разгради, што не е случај со синтетичките материјали. Кога ќе видиме дека окей, не може да се разградат, се наложува што ќе се прави со ова парче доколку му помине животот, односно може нема да му помине животот, меѓутоа ќе се решам дека нема веќе да го носам. И сега тука доаѓа потребата од рециклирање, апциклирање и сите други опции што може да се направи. Па како што спомнав на почеток, бидејќи цело време не прашуваат за рециклирање на облека, всушност дали облеката може да се рециклира? Како изгледа од технички аспект процесот, дали знаеш? Техниката за жал се уште не е доволно усовршена, се работи многу на тоа. Кај нас никој не може да рециклира облека, значи се уште кај нас па воопшто не е достапна. Едноставно кај нас е апциклирањето, значи пренамената, реупотребата, некое друго решение. Најчесто кај нас се донираат работите, ако е нешто што не го носиш, ќе го донираш некаде, иако па и тоа не е трајно решение. Доколку се работи за некој парче што навистина на некој би му било потребно, во ред, ама ета видовме кога имаше донации тогаш за Турција, за земјотресот, дека донираа штикли и свечени фустани. Сепак треба тука па и граѓаните малку да направат, да разграничат, разграничат што ќе донираат. Да, има обично во април-мај месец иницијативи каде што може фустаните слободно да си ги донираш па да идат кај девојки од социјално загрозени семејства за одредени свечености, за матура, за нешто. И тоа е одличен концепт, ама треба сепак да се внимава што каде да се предаде, ама и тоа не е решение. Значи со Копче баш имам разговарано со социјалното предпријатие на Црвен крст дека и кај нив носат огромни количини на облека и они мене дури има всушност придано за дали сакам јас да преземам мисто некои од тие што не можат они да ги изложат да ги користат, за јас да ги апциклирам. Значи нема крај. На крај морат да се намали. Инаку има најразлични процеси што засека, како што кажав, се уште се усовршуваат, каде што се сече парчето на ситни парчиња, потоа се вадат нови како видови конци, па се ткае ново, но и тоа не е трајно решение, затоа што памукот треба да бидат, например, конкретно за памукот треба да бидат 100% памук материјали, а сега ги имаме се помалку 100% памук материјали. Доколку бидат синтетички, има и тука одредена разлика, сега сепак не сум биотехнолог, да кажам стручно, ама и тие не можат не знам колку пати да се предат од ново. Значи мора да се најде некоја нова пренамена. Да не се врати пак како текстил, туку да се врати како некој друг производ. Да, пример, нели се користи облеката за инсулацијски материјал? Да, за изолација, за одредени простори. И тоа е исто решение, ама и тоа не е вечно решение. Значи сега цело време се бараат некои други алтернативи да оди во други индустрии, затоа што едноставно премногу го има. Да, всушност и како што спомнавме претходно дека голем дел од облеката сега е микс на различни материјали и тоа е тоа што го прави процесот тежок. Пример во Барселона има еден многу интересен стартап бизнис, се вика Infinite Denim и прават се од Тексас, имаат акција, ти ако однесеш пар фармерки, имаш како 1 евро попуст на што и да купиш од таму, што 1 евро, нели, особено во Шпанија не е ништо, меѓутоа, еве, ако веќе се износиле или ти се искинале фармерките, пак е еден начин да, нели, да не заврши во ѓубре тоа парче. Меѓутоа, имав јас некои фармерки, не знам, 3-4 пара и ги носам таму и ми викаат, ама овие пример што имаат еластан, нели, што се растегнуваат фармерките, не може да се рециклираат затоа што нема начин или е премногу скап да се оддели памукот од синтетиката. И всушност примерат само фармерки што се 100% направени од па тие се некои уште предизвици кои ги има, иако е там многу се вложува и се надевам дека ќе доживеам да имам јас некоја таква машина и да правам нешто такво. Да, ама и ова е проблем, не само треба да се мисли пред да се создаде нешто. Мислам дека тоа е еден од најголемите проблеми, нели, во
сите студии, курсови за циркуларна економија, циркуларниот дизајн е едно од најбитните поенти. Се почнува од дизајнот. Да, дека не може, нели, ти ќе го направиш парчево и сега после седнуваш да мислиш, чекај што ќе правам и гледаш дека нема решение. А треба ти текне дека, мислам, на дизајнерите, треба да мислат дека, чекај, како можам да го направам парчево, за да може да заврши како што Да, треба, па ние да има сме happy тие end. што пресудуваме всушност. Да. Ако од почеток ти не размислуваш на крајот, Да, ама мислам Одма- дека нема свесност за тоа. Нели, купуваме толку многу работи, кој има сега време да мисли што ќе направам со ова за 3 години. Мислам, јас ја имам таа свесност Да. и ти ја имаш, меѓутоа не сите размислуваат. добро, полека почнуваат. Сега ќе има од баш буквално од оваа година 2024 започна законот за проширена одговорност на производители, каде што всушност производителот ќе мора на крај да ти даде некое решение. Мгм. Значи Тоа не е е во само Македонија, да, а законот претпоставувам е преземен од Европска унија нормално. Мгм. Сега се работи на, јас сум баш во академската група за овој закон. Проектот со Австрија и Унгарија, Мгм. каде што се споделуваат искуства и многу интересно дека ќе се формира одредено тело што например во Европската унија го нема, а ќе ги поврзува институциите и тие компании што ќе работат на тоа. И затоа може и гледачите забележале последниот период дека се повеќе по мас брендовите има кутии за носење стара облека. Да. И ќе тоа е те токму прашувам заради ова. Значи треба да ти дадат опција ти кога ќе купиш нешто, па кога ќе престанеш да го користиш, да можеш на некој начин да го вратиш, односно ти дадат решение. Сега мас брендовите за жал за сега не ти нудат 10% попуст, 5% попуст за твојата добра порано свесност Кога почнаа таквите акции, нели беше, што и тоа е нели многу дискутабилно затоа што беше, не знам колку посто попуст или 1 евро попуст. Ако купиш нешто, пак од брендот и кога ќе видиш, тоа е уствари онака најдобар пример за greenwashing, затоа што те тераат нели да се чувствуваш добро, окей, еве нема да заврши парче во ѓубре, во кутија ќе завршиш, а не знам, нели на крај кај ќе отиде и јас можам добивам попуст за да си купам уште едно нешто и они така може да си продолжат со business as usual. Да. А дали имаш информации каде завршува облеката од овие кутии? И сега особено кога нели и повеќе брендови ќе треба да ги постават, претпоставувам и кај нас затоа што нема кој да ги рециклира, значи сега секој поголемите брендови како што прават фирми од слични како Пакомак. Тоа се вика колективен постапувач, односно они ќе ги преземаат после овие кутии. Во Македонија мислам дека за сега се 2 фирми што се регистрирани како колективни постапувачи и потоа они прават договор со одредена фирма што ќе ги рециклира, односно ќе ги преземе. Затоа што кај нас во моментов нема таква фирма, значи ние пак нашиот текстилен отпад го праќаме во други земји. Не останува тука. Меѓутоа таму најверојатно нема да се рециклира, кога ќе заврши. Сега законски они се обврзани да потпишат договор со фирма што на вистина работи на тоа. Ама сега колку е тоа така, не знам. Имаше баш видеа на социјалните мрежи за другиве големи брендови надвор од нашата земја со сите тие кутии па става такчиња за да следат каде ќе заврши парчето, па завршува исто пак во земјот трет свет, значи не се ни рециклира, значи пак оде буквално некаде. Уште не е доволно се стегнато и регулирано, ама убаво е што почнуваат да се отвараат овие прашања и да се размислува за овие прашања. Да. Ама секогаш има нека дупка во системот што може да што да ќе се најде и што што ќе си ја искористат у своја корист. Една твоја нова услуга што почна да ја нудиш неодамна е апциклирањето на облека. Дали може да објасниш накратко што сушно значи апциклирање на облека? Да. Искрено зборот апциклирање че не го сакам, иако кај нас за жал немаме соодветен збор, така да еве ќе користам upcycling, иако избегнувам па да користам и англиски зборови. Тоа е всушност, значи, да најдеш пренамена или употреба на одредено старо парче облека, значи облека не мора да е стара облека што едноставно не сакаш веќе да ја носиш, ама па и не сакаш
да ја фрлиш, не сакаш да ја донираш. Тука е многу интересен и моментот на сентиментална вредност што се имаме. Сите си имаме нешто што ни е омилено. Значи може да биде и најефтиното, најникаквото парче облека, ама имаме убави спомени или ни е подарок од некој или нешто се случило кога сме го носеле. Јас за оваа прилика ја облеков кошувала од баба ми и пред не знам кога беше 5-6 месеци го отворив плакарот. Баба ми е крупна жена и не знам никогаш не ми текнало, мислам од мајка ми имам некои парчиња. Меѓутоа од баба ми викам ништо нема да ми чини и отворив и почнав да пробувам. Нели знаеш убави материјали од пред 30-40 години. И еве најдов начин затоа што кошулава е 3 броја поголема и ако ја пуштам не личи на ништо и најдов начин вака да си ја врзам и Добро, можеш и кај локален Шнајдер да си ја стесниш. Да, значи, и баш кога го видов твојот сервис, онака ептен бев кога ќе имам повеќе време да сум во Македонија, сигурно би сакала да направам затоа што обично нели во минатото комплети правеле кошула и сукња од истото и пример кошулите можам да ги искористам, меѓутоа сукњите нема како да се спасат и материјалите се преубави, баш би сакала да ми направиш едно парче. Со задоволство. Дали има интерес за оваа услуга? Дали колку такви парчиња имаш направено? Се уште бројот е мал, се уште е прилично ово, затоа што за почеток јас почнав да ја нудам услугата patchwork, односно каде што сечаме стари парчиња облека и се надоврзуваат едно со друго. Тоа е прилично макотрпна техника, значи тука има многу сецкања, правење. Едно е кога сечеш ти од веќе готово парче, друго е кога сечам јас од парче готов материјал, значи тука треба да видиш од каде се можеш да исечеш, не можеш 100% се да искористиш. Треба да видат материјали што се слични, не можам на пример да ставам и растигливи и нерастигливи. Или свила и да, и ќе се поизмеша целиот материјал и едноставно кога ќе го облечеш ќе пукне или нешто ќе се случи, значи треба и тука да се внимава. Имав можност, всушност ствари целата приказна започна со Ина Nameless, која ми спомна, имам цела кеса облеки што не се многу драги, не сакам да ги фрлам, од неа од сопругот и од синчето. Дали може да ти ги дадам да ми направиш нешто и викам со задоволство и јас секако сакам да почнам нешто такво. Да, и некако целиот процес беше многу убав и решив добро ајде да го направиме ова јавно, го објавив. Во меѓувреме ме сконтактира и битолска уметница која во тој момент ја спремаше првата изложба во Битола и ми донесе исто цела кеса со облеки од незината мајка, што ги носела кога била бремена или кога она била мала, па и беа убави спомени, ама вика едноставно мојот стил со мајка ми е различен. Ама не сакам да ги фрлам, сакам да нешто да си направам и ми беше многу голема чест што ета за првата незина изложба во родниот град носеше нешто мое. Во меѓувреме имало и голем дел на клиенти кои едноставно ми се јавиле и сакале да ми ги дадат старите фармерки, што уште ме чекаат и не сум направила ништо со нив. Исто една жена баш преку вас ја сфрлесме и сконтактира и ми донесе некои парчиња облека, да. Вие ја препративте кај мене. А сега во моментов можам да открием дека работам и венчаница, што нема да биде баш целосен апсайклинг, ама ќе дополнуваме и ќе преработуваме. Значи има стара венчаница и стара венчаница од мајката што сега ќе носи кирката. Значи многу се радувам затоа што и за мене се тоа е предизвик и јас учам многу од овие работи и навистина процесот е многу потежок и помакотрпен. Но вреди, не знам, интересно е и на крај парчето што го имаше е уникат. Едноставно никој друг не може да го има тоа парче. Затоа и правев едно истражување на социјалните мрежи, имам таков research paper баш за апсайклинг, како всушност луѓето во Македонија го разбираат поимот, паралела со 25 други земји и многу беше интересно дека сепак граѓаните се и до некаде отворени, но и до некаде па и се скептици за ова, затоа што ако е направено од парчиња облеки од луѓе кои они не ги познаваат, малку им е шубе да го носат. Дали било испрано, дали, мислам тоа исто со second hand облеката. Облеката од втора рака. Но сепак, значи, треба да се покаже и овој процес транспарентно, дека се е како што треба, дека материјалите се испрани претходно. Мислам, јас искрено за такви работи сум хипохондрик и секогаш се препирувам, затоа што јас кога го шијам, јас го дишам тој материјал, а тек потоа клиентот го облекува на кожа, значи се е како што треба во процесот, се е чисто и дезинфицирано. Да.
Сакав да те прашам за нели сега зборувавме за рециклирање, за апциклирање, за различни начини на нели што да направиме со облеката и баш ова што го спомна за нашиот менталитет дека уште имаме некои работи што не кочат нели во странство, винтич облека, дури пример јакни не се перени мириса на винтич, баш нели го знаеш што е мирис на винтич. И мислам дека тука некако малце си патиме од она да бидеш облечен во ново, зошто би носел нешто некој старо. Јас знам од моите, значи кога ќе ме видат што носам, кај си го облекла сега тоа од баба ти, еве ти пари, ние ќе ти купиме. Викам, мамон, не, значи не е дека немам пари да си купам нова кошула, мене ми е кеф да ја носам кошулата од баба ми. И не знам кој е твоето размислување зошто на луѓето им треба толку облека. Сами тука и во странство, ама мислам дека тука особено, нели, за секоја свечена прилика мора да е ново, леле, чекај да не ме видат во истиот фустан, пак срамота. Добро, мислам дека си патиме некој комплекс на пониска вредност, дека не знам. И еве, тоа може да се види и по оние луѓе во Македонија што имаат многу пари, не доаѓаат да купат од нас дизајнерите. Многу ретко. Од каде купуваат? Купуваат од големите светски брендови што имаат и многу поскапи затоа што да, не значи дека се подобри. Да, побитно е ти да носиш брендирано нешто за секој да го види дека и статусот дека ти имаш пари, отколку да поддржиш локално. Треба многу да се работи на таа свест, да се поддржува локалното, што тие пари остануваат во земјата. Значи не одат надвор, остануваат тука, циркулираат тука. Значи помагаш на општеството, помагаш на некој млад бизнис. За време на пандемијата имав среќа, може не работев со клиенти, ама да работев одредени проекти и многу ми беше кеф да помогнам на мали бизниси во тој момент затоа што знаев дека им беше тешко и да си купам нешто. Да купав работи што не ми ни треба во моментот. Да, си викаш ќе го искористиш. Но сакав да искористам, значи дали беше накид, дали беа постери за во ателје, значи јас не дека знаеш што направив, ама во тој момент, ако сум била во подобра позиција, сум сакала да помогнам. И да го поддржам, и да го поставам тој постер во моето ателје, некој да дојде и да ме праша. Од кој е овој, ќе го видам на Инстаграм, па после тој да си купи. Значи, тука е таа поддршка. Но голем дел од луѓето за жал не ја разбираат. Или, например, многу е интересно што на моите пријатели често им кажам кога купуваме нешто за роден ден, дај да го купиме од нешто локално или секогаш уште пред многу години ние почнавме се прашуваме за роденденски поклони. Што сакаш? Да не ти купуваме глупост, да отидеме во џамбо и да купиме нешто што нема да ти треба, да. Кажи што сакаш, и секогаш сум си кажувала, сакам тоа и тоа, ако немате доволно пари, јас ќе си додадам пари. Во тој момент тоа ми треба. Ама мислам дека треба да се истражува тој феномен на зашто во Македонија, мислам па не само Македонија, мислам дека тоа е некој комплекс што пати цел Балкан. Дефинитивно, јас секогаш мора да е ново, брендирано, да секаде да се гледа дека е брендирано. Adidas, Gucci, се утон. Еве, лично мене многу ми смета со спортските брендови, што секаде си подвижен билборд. Да, буквално. Зашто да бидам подвижен билборд? Јас знам во Шпанија, таму мислам во Барселона ја правев магистерската и доаѓам таму прв ден и ја гледам професоркава со чизми за планинарење, нешто во некоја тренерка и викам, онака знаеш се изненадив од колку не име гајле, си ја знаат вредноста како луѓе и облеката не е нешто што ги етикетира дека се подобро или полошо. Едноставно си носат тоа што им е комотно и не поврзано. Добро, тука само треба дрес кодот да се внимава. Да, сепак, мислам, за мене беше too much, меѓутоа општо шпанците такви се малце ребелс, особено каталонците. Да. И не знам, многу такви се капанкиско, не намерно се облакаат така за нешто да, нели, да покажат дека... најбитно е да ти е комотно, особено и за работното место, за што и да правиш во текот на денот ако се движиш. Нема да го облечам најтесното здолниште, ако дента треба пешки да одам на така навака или да се качувам по скали. Или на штикли, луѓе што да, мислам, жени што да на штикли, јас им се дивам. Јас не би можела. Да, во Италија по калдрмата кога ода, јас еднаш облегов штикли, одма паднав и никад више не облегов таму. Да. Пред 2 месеци од прилика беше поканета, ако добро сватив, да учествуваш на експото во Доха во Катар.
и да се представиш со една твоја колекција. Не знам сега дали колекцијата ти ја направи откако ја доби поканата или веќе си ја планираше па се представи. Како Беше планирана колекцијата, беше планирана. Како беше тоа искуство, од каде дојде поканата? Поканата исто дојде спонтано минатото лето. Ми сконтактира нашиот амбасадор на тој настан, на тој фестивал, арт фестивал, со тоа што кажа дека од оваа година планира да ја прошират модната програма, затоа што тоа е сепак фестивал што главно е насочен за уметници и артисти и дека темата е sustainability на целото експо. И дека јас сум идеалниот, дека неколку луѓе ме препорачале, дека ме истражил и дека јас сум идеалниот човек што би сакал да учествува. Браво. Исто беа и други мои колеги поканети, но само некои 3-4 македонци. Да, јас зборувам за модните дизајнери тука, јас ја прифатив поканата, ми беше предизвик, беше многу интересно искуство, особено што беше и прв пат да одам јас во земјите од арапскиот свет. Беше искрено предизвик да спремаш за тука зимска колекција, а таму е лето, па да пробаш да ја прилагодиш. Иако со природните материјали не е толку. Иако последниве години јас веќе не ги врзувам колекциите со сезоните, затоа што имам по една колекција годишно од 2020. Но на некој начин, пак, ако сум ја извадила зимно време, сигурно има нешто подебелко за таа сезона. Ама и времево некако беше зима, лето. И тука ми беше предизвик како да најдам материјали што ќе одговараат и за таа клима и за оваа клима. Да, еден фустан само си беше за нашиот пазар, затоа што беше дебел за таму, тој не отида таму. Но беше многу, мислам, интересно искуство, истражував исто и за нивниот начин на облека, размислував дали да направам и некоја баја на метките кои ги носат, но некако не се чувствував доволно спремна затоа што тоа се сепак работи каде што може ненамерно да направиш некоја грешка и да навредиш и кажав не сепак одам прв пат, да и подобро се представиш со си се држам до тоа што си го работам. Па понатака нели ако здравје се ориентирам и кон тој пазар би се потемално би истражила што би прошло повеќе таму, ама беше многу интересно прифатено, особено што сите што доаѓаа на мојот како штанд, каде што беа представени облеките, па јас стоев, па им раскажував, сите ме прашуваа. Колекцијата беше инспирирана од бруталистичко Скопје. Да, бруталистичко Скопје беше соработка со Тијана Стојковска, архитектката, незините илустрации на бруталистичко Скопје представено во природа. Баш тој контраст на мирна природа и овие мокни згради. Многу ми се допаѓа. Се надевав дека ќе дојдеш во некое парче за да ги видам и во живо. Ама ќе поминам некој ден во Те чекам во ателја. Таму ја доби наградата за Best Sustainable Fashion Award. Што ова награда значи за тебе како дизајнер? Сите награди се така убаво окуражување и да видиш докаде си, што си, особено па кога одиш во некоја земја што не е твој пазар, една е локалните признанија што ги имаш тука каде што народот те знае и ги следи твојата работа и твоите успеси, а друго е кога прв пат одиш на некое место и ќе биде препознаено. Но многу беше интересно, тука ќе го спомнам директорот на British Council, затоа што тој беше беа соработници, коорганизатори на фестивалот. И тој всушност уште првиот ден дојде на мојот штанд, иако јас не знаев кој е човекот, затоа што не ми се представи, ама секој што доаѓаше на мојот штанд ја му раскажував. Со тоа што одев длабоко, зависно од тоа гледав колку е заинтересиран, ако не е многу заинтересиран, ќе си го држам кратко раскажувањето и ќе се повлечам, но тој беше многу така возбуден, па кога му дадов и картичка со QR код, што беше садлива картичка, па како се садат, што се садат. Мислам, целиот момент му беше вау, а јас буквално немам поима со кого разговарам во тој момент. И тој потоа беше па и во жири комисијата што ме бира за наградата и вечерта бевме баш на некоја вечера, неколку артисти со него не имаше покането. И он само што тогаш ми кажа да знаеш јас гласав за тебе да добиеш награда зашто ти беше најsustainable. И вика и браво за се што правиш. Вика не бев свесен дека Македонија толку размислува за одржливост. И тоа така беше убаво да се чуе. Ти му рече I am the best. Да, не му кажав дека сум the best, ама му кажав дека ми е многу драго, особено затоа што и сум соработувала со британскиот совет во Македонија и дека се надевам дека ќе соработуваме и со нив и дека ќе биде убаво и за двете страни. Да, супер. Честитки за наградата и се надам дека има многу и понатака. И бидејќи треба да привршуваме, за крај само уште едно прашање.
освен што си, нели, дизајнерка, активистка, ја представаш Македонија во добро светло надвор од државата, исто така си менторка и си била менторка на многу идеи, особено, нели, од мода и одржливост и општо зелени идеи. Како се снаоѓаш во оваа улога и што всушност ти добиваш? Верувам дека оние кои ги менторираш многу добиваат, меѓутоа што за тебе значи таа улога? Па освен што ми е убаво на душата, имам потоа можност со овие луѓе да соработувам. Значи многу често и кога сум ги менторирала за некој проект, дали учеле да шијат, да плетат, да зависно каков проект се работело, дали учеле за одржливост. Потоа сум имала можност да соработувам, да бидат дел од мојата колекција, нешто да правиме заедно. Значи тука не завршува тоа, јас си те научив и толку проектот заврши, чао, пријатно. Секогаш тоа било да те, нели, да те контактира. Да, секогаш било долгорочно, многу се радувам, па и кога за некој совет едноставно ќе ми пишат, сакаат да се консултираат, или па јас ако видам нешто интересно, ќе им пратам, као чисто види како е идеја, баш пред некој ден праќав на една девојка што беше во последната група што ја учевме да шие, што ја гледам дека цело време сега дома нешто шие, прави, го почнува полека својот бизнис, се труди, па и пратив некој примери, види можеш во оваа насока да го развиеш. Баш спомнав и за зелени идеи, дека може да аплицира, дека обично на пролет излегува повикот. Значи, не завршува тука. Секогаш гледам да е тоа подолгорочно, па и понатака доколку они започнат свој бизнис, да правиме нешто заедничко, нешто многу поголемо. Тоа е супер, бидејќи навистина, мислам, во темава одржливост нема многу во Македонија и мислам дека треба да си помагаме колку што можеме, бидејќи така се шири, ако го чуваш целото знаење за себе, сите ќе треба да поминат исто и патите како ти што си поминала, да читаш од почеток, па да, ја никогаш не сум била себична, секогаш си сум кажувала, мислам и кога држам часови на Академијата кај Џулев и уметностите Скала, и кај нив секогаш дека им покажувам стари колекции како биле направени, се тоа што предметот е бренд менеджмент, како да менаџираш бренд. Секогаш неотворено им кажам, оваа колекција немаше буџет, малку имаше буџет, толку имаше, ама ги кажувам сите отворено работи за да им дадам до знање дека ако нешто сакаш да го изведеш, ќе најдеш начин. Значи парите се секогаш проблем кај нас. За жал, поддршките се мали, не можеме ние дизајнерите да вложуваме кузнае колку средства за да направам јас колекција што, не знам, да го затворам рекорд и да правам fashion show. Да, со најдобрите манекенки да ги донесам од цел свет и да, значи едноставно не можеме тоа да го направиме затоа што буџетите се мали, поддршките се мали од Министерството за култура, од други страни, но има начини, особено па и во денешно време. Со сите значи чим јас сум го почнала тоа пред 12 години, сум нашла начин како да правам по 2 колекции годишно, како да можам да учествувам секогаш на моден викенд, како да имам секогаш едиторијал за колекција, со премали буџети, со почетник сум била, значи постои начин, но сепак треба да се држиш и до некои критериуми. Јас уште од старт си имам поставено некои критериуми кога си работам и се држам едноставно до нив. Фала ти за се што сподели, Ирина, навистина си инспирација и се надевам дека тие што не слушаат научија нешто ново и се надевам дека ќе имаме друга прилика да позборуваме, бидејќи има да се зборува и не те прашав за инспирациите, мислам за инспирацијата на твоите колекции, меѓутоа ќе го оставиме за некоја наредна прилика. Ти посакувам среќа на наредните испити и да продолжиш да не инспирираш и мотивираш за да живееме во еден подржлив свет. Фала многу за поканата и поздрав до гледачите и да живеат подржливо.